Над 40 години живот во џунгла. Јадел старци и мајмуни, а не ни знаел дека постојат и жени. Хо Ван Ланг живеел среќен живот 41 година далеко од цивилизацијата во виетнамска џунгла, а потоа бил пронеден од спасувачките мисии. Иако на многумина им изгледа како добро сценарио за филм, Хо Ван зад себе има неверојатна животна приказна. Бил спасен пред 11 години од џунглата, каде што немал контакт со други луѓе, а камоли со модерната цивилизација. Неговиот татко, воениот ветеран Хо Ван Тан, летал таму во 1972 година, кога американските трупи го бомбардирале неговото село и го убиле целото негово семејство. Бидејќи бил изолиран од реалниот свет, тој секогаш верувал дека војната се уште трае и се обидувал да истрае во намерата да го заштити своето семејство. Како што околните села се развивали, луѓето се преселувале понатаму во џунглата, семејството на Хо Ван Тан се повлекувало се подалеку, барајќи храна, ловејќи и живеејќи во импровизирани куќи на дрвја. Живееле далеко од светот. Ланг не ни знаел дека постојат жени затоа што татко му не му објаснувал за тоа. Пред околу 20 години Хо Ван Три, еден од другите синови на Тан, кој сепак ги преживеал американските бомби, се заинтересирал за Ланг и Тан, иако Тан се уште не верувал во тоа. Кога конечно ги пронашол татко си и брат си, почнал редовно да ги посетува, да им носи зачини и да ги убедува дека треба да се вратат во селото, а кога здравствената состојба на Тан се влошила, го организирал нивното спасување. Според него, Ланг е како дете. За него нема друг концепт на време освен денот и ноќта. Тој не знае за ниту еден извор на енергија освен сонцето, а за надворешниот свет знае само за работи за кои му кажувал татко му, како авионите на пример. Тан намерно ги ограничувал информациите што му ги пренесувал на својот син, верувајќи дека војната се уште бесне е надвор од шумата. Тој сакал неговиот син да се плаши од луѓето за да биде што е можно повнимателен. Кога Алваро прашувал колку луѓе видел во животот, Ланг одговорил 5 и дека секогаш бегал од нив затоа што ќе го повредат. Повраќањето во цивилизацијата, возењето автомобил оставило најсилен впечаток кај Ланг. На пат кон болница каде што му бил извршен прегледот, се возил во автомобил што за него било апсолутна сензација. Тој исто така се воодушевувал од неговиот пријателски однос кон домашните животни, бидејќи во џунглата тие секогаш бегале од него. Единствениот здравствен проблем што некогаш го имале таткото и синот бил оној што ги снашол по нивното враќање во цивилизацијата. Во контакт со бактерии и вируси, на кои нивниот имунолошки систем не бил навикнат, веднаш се разболеле. Ланг, кој живеел со својот татко на овошје, зеленчук, мед и месо од мајмуни, змии, гуштери, жаби, тилјаци, птици и риби, морал да се прилагоди на новиот начин на живот. За жал, во ноември 2021 година, модерниот Тарзан почина од рак на црниот дроб на 52 годишна возраст, откако се сретна со фаталните последици на модерниот живот, откако почнал да јаде преработена индустријска храна, а понекогаш и да пие алкохол.